Во ова видео ќе видиме како функционира електромотор. Можеби ќе сакаш да ги погледнаш овие видеа пред да почнеме. Во нив е опишано што се случува кога жица низ која тече електрична струја е поставена во нормално магнетно поле. Насоката на полето може да се определи со правилото на свиени прсти на десната рака. Ако додадеме повеќе жици, јачината на произведеното магнетно поле се зголемува. Ако овие жици се постават нормално на магнетното поле, може да видиме како взаемодействуваат силовите линии. Ајде да ја погледнеме оваа конфигурација од различен агол. Овде ја гледаме жицата од горе. Може да го видиме напречниот пресек на жиците и магнетното поле околу нив, кое што е во насока на стрелките на часовникот. Сега може да ги видиме постојаните магнети и магнетното поле меѓу нив со насока од север кон југ. Овие магнетни полиња взаемодействуваат. Над жицата овие две полиња се во спротивни насоки и се поништуваат меѓу себе. Под жицата полињата се во иста насока и се зајакнуваат. Жицата е оттурната кон делот од полето со помала јачина. Жицата ќе се движи вертикално нагоре надвор од магнетното поле. Ова е ефектот на мотор. Ако се смени насоката на струјата, жицата е подложена на сила во обратна насока. Ако двете жици се поставени во истото поле, едната жица ќе се движи нагоре, другата надолу, но засега нема кружно движење. Ако ги поврземе жиците и поставиме вратило за да се овозможи ротација, движењето горе-доле ќе го претвориме во ротација и добиваме електромотор. Доколку жицата се намота неколку пати, ќе се зголеми вртежната сила на моторот. Сега проблемот е како да се спроведе струја до ротирачки калем, така што ќе тече секогаш во иста насока, со што на горната и на долната сила постојано ќе бидат секоја на иста страна. Ова се прави со комутатор. Детали за неговото функционирање ќе видиме во друга прилика. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.